Братот на Зоран Заев, Вице Заев и братот на Венко Филипче, Никола Филипче, заеднички менаџираат фирма за производство на струја и се бизнис партнери, изнесоа денес на пресод ВМРО ДПМН, потенцирајќи дека Венко Филипче е председател на СДСМ за да си ги штити и бизнис интересите. На крајот на минатата 2023 година, Вице Заев и Никола Филипче, братот на Венко, формираат заедничка фирма под името ФОС Имерас. Собственици на ФОС Имерас се две компании: Тотал Инженеринг од Струмица, по собственост на Вице Заев, и Плюс Нетворк од Скопје, чиј собственик е Никола Филипче. Никола Филипче, брат на Венко Филипче, ја купува земјата во Дојран, на која сега е изградена фотоволтаичната централа, земја од 23.000 метри квадратни во 2021 година, кога министер за здравство е неговиот брат. Додека Венко Филипче е министер за здравство во владата на Зоран Заев, неговиот брат преку Министерството за транспорт добива дозвола за пренамена на земјиштето со цел изградба на фотоволтаична централа. За непол месец, градоначалникот на Дојран од редовите на СДС го менува дупот и овозможува Филипче да ја гради централата. Граѓаните се изманипулирани и изневерени, очекувајќи дека ВМРО ДПМН е ново лице на правда и честност, рекоа денес на пресод СДСМ, конкретизирајќи пример со генералниот секретар на владата Игор Јанушев. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев е еклатантен пример на вечен криминалец во политиката. Човекот кој беше осуден на 5 милионски криминал во ЈСП денес е прв човек во владата после Мицковски. И што може да се очекува од осуден криминалец, освен да продолжи онаму каде што застанал? Граѓаните се во шок и не веруваат од последната информација која споделија медиумите, а тоа е дека Јанушев, замислете, добил на поклон градежно земјиште во сред центар во вредност од 325.000 евра. Вакво первезно легализирање на криминално стекнатоите пари досега не е забележано во македонската политика. Ова е за златен медал.